Детето не комуницира со едниот родител. Дали може би се запрашавте зошто? Или по дефолт тргнавте со критика и со осуда? Може би е време да го смениме нашиот балкански менталитет. Може би е време малку повеќе свесно и одговорно да говориме на темата отуѓување на родителство или алиенација. За жал, кај нас малку препознаена во образовниот систем и во институционалниот систем. Што навистина представува алиенацијата? Тоа е суптилно психичко насилство кое се врши врз детето, кое во краен исход може да води до комплетно емоционално делување од едниот родител. И насилство кое се врши врз алиенираниот родител, кој во суштина представува црна овца пред народот. Но дали тоа навистина е така? Оцрнет, отуѓен, обесправен, без поддршка од светот, без поддршка од околината, се бори за своите права како родител. Разводот е легитимен, партнерството е легитимно, но ако партнерството представува однос кој е врзан со црвена машна, машната можеме лесно да ја пресечеме, но родителството е однос кој е врзан со ланци. Ланците не се сечат толку лесно. Родителството е одговорност на двајцата родители. Доколку сте родител кој поминал или поминува низ вакви травматични ситуации, доколку сте родител на дете кое поминува низ вакви травматични ситуации, доколку работите со деца, доколку работите во образовниот процес, доколку сте воспитувач, учител, професор, време е свесно да се приклучите на оваа програма. Едните ради лична потреба да работат на себе, за да можат свесно и многу на нозе да ја поминат оваа голгота. А другите ради тоа да бидат препознаени децата во образовниот процес. Децата кои трпат алиенација, децата кои се жртва на ова сурово психичко насилство. Имајте на ум дека ова е кривично дело.